Ако досега неправилното држење и деформитетите на арбетниот стол беа најчестите проблеми кај детската популација, од сега и гојазноста станува многу чест и сериозен проблем. По спроведените систематски прегледи констатирано е дека се поголем број од етовските ученици имаат прекумерна телесна тежина. Иако народот верува дека детето е напредно ако е потешко од просекот за својата возраст, сепак се работи за заблуда, бидејќи дебелината одамна се смета за болест. За жал, во последниве години имаме експанзија, особено кај детската возраст на процент на зголемени килограми. И сигнализираме да преку едукација и преку се она што ќе го оствариме, најдобро начин е за да си поведат внимание, да поздраво се хранат, да немаат вишок на килограми, а воедно да имаат и физичка активност. Генерално на светско ниво зголемен е процентот на луѓето кои што патат од вишок на килограми. Недоволната физичка активност и нездравата храна се најчестите причини за се поголемиот број гојазни деца. Смоки, чипсови и газирани сокови се ужинките кои најмногу ги јадат учениците за време на одморите. Секогаш и постојано им повторуваме на учениците дека здравата храна треба да биде приоритет за сметка на грицките кои што краткорочно ни ја заситуваат гладта, меѓутоа не се здрави и не би требале да бидат дел од развојот на децата. Меѓутоа се соочуваме со факт дека децата многу сакаат да јадат благо, сакаат да јадат грицки и чоколади. Ние секогаш посочуваме, меѓутоа и смената во која што работиме, попладневна смена, учениците веќе ни доаѓаат доручкани и ручани на училиште, па многу често може да забележиме дека ужинката им е чипс, меѓутоа и ученици кои што од дома носат во кутивче спремно овошје, зеленчук или здрав спакуван сендвич од дома. Ние сме тука да укажеме, а понатамо продолжената рака имаат родителите, кои што треба да водат, односно да го продолжат она што ние го учиме и ги насочуваме од училиште. Прв чекор во борбата со проблемот на прекумерната телесна тежина кај децата е да не се дозволи постоење на продавници за брза храна во близина на училиштата. Постојано треба да се работи на подигање на свеста кај родителите, да се потрудат околу дневното мени, доколку сакаат да израснат здрави деца. Значи, ние не можеме да функционираме без свежите овошја, свежите зеленчуци, корисниот протеин, корисните јаглихидрати и корисните житарки. И неминовно задолжително избалансирана водност на здравата исхрана и здравиот начин на живење, попратено со физичка активност. Во рамки на наставата, просветниот кадар се труди да влијае на формирање на навики за здрава исхрана кај децата, но на тоа како се храни едно дете дома и во училиште влијаат многу фактори. Здравата храна и здравиот начин на живот, како просветни работници, секако дека постојано го повторуваме и ги насочуваме учениците дека тоа е најдобро нешто за нив. На нашите часови, без разлика на предметот, доколку се соочиме со некој дел во кој што и во математика, па можеме да најдеме здрава храна, а исто така и во природни науки, општествените науки, во часовите по животни вештини, во кои што имаме посебни работилници, во кои што преку различни вежби и активности посочуваме на позитивните и негативните страни од правилната и неправилната исхрана. Појавата на гојазност како една од последиците на неправилната исхрана. Нутритивно богата храна на сметка на празните калории од грицките и сладките е вистинскиот избор за децата во развој, апелираат нутриционистите. Најдобро е во секој училиште да има кујна во која ќе се подготвува здрав и топол оброк, но во недостаток на тоа, препорачливо е децата да се хранат со домашно подготвени ужинки, кои не само што ќе ја задоволат гладта, туку и ќе им обезбедат и внес на хранливи материи.